Благодарам, почитуван председавач на седницата, почитувани колеги, пратеници и пратенички, почитувани граѓани и граѓанки. Пред нас се измените на Законот за јавен долг, кои ни се представени како итна потреба, кои вешто се прикриени во едно множенство закони што се претежено од формален карактер. Прашањето е кој е мотивот за оваа итност? Дали е тоа обид да се сокрие вистинската суштина и последиците од предложените измени? Одговор на овие прашања треба да даде Министерката за финансии, која е директно одговорна за управувањето со јавниот долг, но нејзиниот избор е да се сокрие зад пратениците, па затоа и како предлагач имаме колега пратеник. Иронично, оваа седница, на која доминираат точки на дневен ред кои се однесуваат на усагласување со измените и дополнувањето на Законот за организација и работа на органите на државна управа, стана простор за протнување на измени со кои треба да се санираат низа на институционални слабости, пропусти и грешки поврзани со реализацијата на кредитот од Унгарија, кој во образложението не се споменува. Ова е обид владата на мала врата да изврши импровизација и да ги коригира сопствените пропусти во задолжувањето. Но ние дел од пратениците сме тука да ја разобличиме оваа стратегија на прикривање. Парите, како што знаете, се повлекоа, провизиите се платија, каматата почна да тече. 500 милиони евра и повеќе стојат на сметка. Се изнаслушавме за историски најниска камата, но реалноста е поинаква. Таа не функционира. Не постои институционален капацитет за нивно ефектуирање ниту кон стопанството, ниту кон било кого друг. Постои само капацитет за ефектуирање на провизии. Дозволете ми да бидам и малку саркастичен. Оваа задолжување е спроведено како некој на кредит да купил луксузен автомобил без да знае да вози. Го плативме автомобилот, плаќаме и за гаражата, но тој стои неподвижен. Кога беше изгласан законот за задолжување, представниците на владата, како и пратениците од владеачкото мнозинство, емотивно зборува и аргументира дека овие пари ќе бидат насочени кон инфраструктурен развој на општината, развој на стопанското и така натаму. Но, до ден денеска банкарските критериуми за пласирање не само што не се објавени, туку се чини дека не се ни дефинирани, оставајќи го стопанството во состојба на неизвестност и финансиска нестабилност. Компаниите кои се двигател на економијата се оставени на милост и немилост, без јасна подршка од институциите кои треба да ги штитат нивните интереси. Доснењето на повратот на ДДВ, кој сега достигнува рекордни суми, е само врвот на ледениот брег. Средствата предвидени за финансиска подршка беа намалени и нормално ликвидноста ставена во втор план. Во неколку наврати владата најавуваше дека средствата од првата транша од 250 милиони евра ќе бидат ефектуирани до крајот на 2024 година. Денес на самиот праг на 2025 година компаниите се уште чекаат. Ке потсетам на еден став на владата од 25 ноември претходната година, кога само уверено најави дека до крајот на неделата 250 милиони евра од унгарскиот заем ќе бидат достапни на стопанството. Денеска, 17 јануари, парите никаде ги нема. Со измените кои се пред нас, владеачкото мнозинство реши да ни разоткрие уште една историска димензија поврзана со овој кредит. А тоа е воведувањето на механизмот препозајмување како нов законски инструмент за финансирање на долгот на јавните предпријатија и на трговските друштва кои се во целосна или во доминантна собственост на државата. Општините на градот Скопје и градот Скопје. Она што не се зборува во образложењето е што е прикриена намера со овие измени е создавање на можност дел од долговите на јавните предпријатија, кои се проценуваат на околу 1 милиарда евра, да се покријат со нереализираните средства од унгарскиот кредит. Се отвара пат за владата само да ги префрла у долговите од една каса во друга. И оваа политика не е ништо друго освен финансиско перење на пари на грбот на граѓаните, кои на крајот ќе го сносат товарот на каматите и искриените трошоци.
Зошто владата молчи за критериумите по кои ќе се врши распределбата на средствата на јавните предпријатија? Дали приоритет ќе имаат компаниите што се клучни за нашата енергетска независност и економска стабилност, или ќе гледаме нови примери на селективност и партиска лојалност? Или пак прикривање на неспособноста на јавните предпријатија на локално ниво? Но додека парите стојат, владата не стои. Неодамна се задолжи со 128 милиони евра преку државни записи и обврзници. Предходно кон крајот на октомври 2024, кај домашните кредитори за уште едно 80 милиони евра, над 200 милиони евра имаме задолжување на домашниот финансиски пазар, додека 500 милиони евра остануваат неискористени. И овде се отвара суштинското прашање за финансиската транспарентност и капацитетот на владата за управување со јавните пари. Сега е јасно зошто веб страницата Отворени финанси, која функционираше како алатка за транспарентност, сега е со нарушена функционалност. Уште поскандалозно е што делот за јавниот долг, клучен елемент за јавен увид, е целосно исклучен. Овие технички проблеми не се ништо друго освен обид да се сокрие вистината, а тоа е јавниот долг веќе изнесува над 70% од бруто домашниот производ со тенденција за дополнително зголемување. Дополнително со предложените измени се прави уште еден чекор наназад. Во игра се внесува Развојната банка на Северна Македонија, која би требала да биде инструмент за пласирање на средствата. Но наместо да се користи Развојната банка како алатка за стратешки и структурен потик на економијата, таа се вовлекува во процес полн со импровизација. Сега таа е потребна за дополнително прикривање на слабостите. Затоа воведувањето на нов член 25А во Законот за јавен долг е дополнителна правна камуфлажа. Ништо повеќе. А знаете ли зошто се воведува Развојната банка сега? Затоа што знаете добро, со потпишаниот договор со унгарскиот кредит, парите не може да се пласираат во стопанството. Па ви треба Развојната банка да се задолжи од буџет од 250 милиони евра за да пропустот кој што вие го изнедривте со тој договор од тоа министерство кое што вие самите си го избравте, Министерство за финансии и министерката, денеска не сте во можност да ги овие пари дадете на стопанството. Почитувани, ако вратата за влез на корозивен капитал беше подотворена, сега со овие измени таа е широм отворена. Пред нас е обид да се легитимира задолжувањето кое беше извршено на 4 очи со Унгарија, без јавна дебата, и да се создаде дополнителна законска рамка која нема да го заштити јавниот интерес, туку ќе штити странски влијанија. Во образложението читаме за пофалби дека со ова ќе се овозможи контрола врз јавниот долг, но прашањата е контрола за кого? Наместо транспарентност и механизми за јавна отчетност, добиваме закон кој ја легализира импровизацијата. Парите од унгарскиот кредит стануваат алатка за подлабока институционална зависност. Ова е класичен пример за корозивен капитал, финансиски средства кои на површината изгледаат како помош, но всушност создаваат институционална ерозија. Корозивниот капитал е тивок напад на демократските институции и неговото присуство во економијата значи дека секој граѓанин ќе ја плаќа цената на коруптивните сделки. Но очигледно, оваа влада реше да ни покаже како изгледа одржлив ризик. Ризик кој ќе го плаќаат идните генерации. А на колегата Бобан Карапеевски му кажувам дека ова не е усогласување со Зороду па да го вметнете на мала врата. Неспособноста на вашата извршна власт, која што требаше да ги усогласи сите закони во 6 месеци, го правите денеска во завршеток на 7-миот месец. Така да, почитувам Бобан, следен пат, кога ќе повикуваш, може да си ги собереш редовите како малцински партнер во владата.